млади уметници како мене, како Ханис, како Марија и претходни таленти кои биле на Берлинале Талентс или на Сараево Талентс, имаат се повеќе можност да бидат видени и да учествуваат на вакви работилници и програми, што е од круцијална важност точно заради тоа, заради интернационалните контакти со кои можеш да ги оствариш за време на тие програми. Берлинале Талентс, од кој што оваа година сме дел, за мене представува еден голем креативен предизвик и можност за надоградување, за учење, за стекнување нови контакти и познанства од професионален аспект. Да се биде селектиран меѓу 10 проекти, значи некаква потврда за досегашната моја работа на овој проект и е сигурност и е важно нешто за понатака што ќе се случува од целиот процес на правењето на филмот. Значи една голема можност да можам да ги запознам моите, како да кажам, колеги од речиси целиот свет, да се запознам со нивната работа, да го видам нивното искуство, како тие работат, кои услови за работа ги имаат тие во нивните земји, во нивните филмски индустрии и се разбира да споделам нешто од моето искуство. Има еден воркшоп, работилница, која е всушност централниот дел од Берлинале Талент за актери, кој ќе биде воден од многу познати ментори кои имаат работено со големи холивудски филмски ѕвезди и европски. Така да тоа е нешто што најмногу ме возбудува и за кое најмногу се радувам и се надевам дека ќе помине окей од дома, од мојата соба и пред компјутер. На тоа што се случи во 2021-та и со снимањето на Северен полу и со официјалната селекција на Кански фестивал, од сегашна дистанца тоа ми е дури големината и изворедноста на тој настан сега ми е дури поневеројатно отколку што ми беше кога се случи. Навистина не знам дали можам да кажам дали е тоа лесно или тешко, не верувам дека постои таков критериум лесно или тешко, единствено што можам да кажам е дека навистина искрено верувам дека напорниот труд, искреноста во работата тогаш ќе бидат вреднувани. Тоа зависи од проектот. Зависи од тоа што апликантот го нуди. Така што конкретно за оваа работилница на Берлинале, за оваа селекција имало околу 500 пријавени, а се селектираат само 10 од целиот свет. Така што тоа кажува дека се работи за некаква, сериозна селекција и се бара квалитет, сигурно.